Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Владата со препораки до граѓаните и фирмите и задолженија за државните институции за штедење струја. Охридското основно јавно обвинителство отвори предмет за Сдруженијето Цар Борис III. Расте интересот за активен туризам. Ниската куповна моќ причина пчеларите да го продаваат медот под реалната цена. Охридскиот Црвен крст и Фондот за природа ПОНД потпишаа договор за соработка. Ги погледнавме кратките најави, со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес претежно сончево време со локална облачност и топло со измерени максимални 29 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда, ведро и потопло. Утре во западна и северна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, грмотевици и пад на температури. Во останатите предели на континентот претежно сончево и топло. Особено топло се очекува да биде во централна, североисточна и источна Европа. На Балканскиот полуостров во среда времето претежно сончево со локална облачност и со пораст на дневните температури. Максималните дневни температури во интервал од 30 до 35 степени Целзиусови. Во Македонија во среда времето сончево и топло со умерен северен северозападен ветер со брзина и до 15 км на час. Минималните температури во пораст од 11 до 20, максималните дневни од 27 до 36 со УВ индексот со вредност 7. Во Охрид во среда сончево и топло, минималната 15, дневната температура 30 степени. Во четврток и петок сончево и многу топло време во Охрид со дневна температура од 34, односно 35 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота претежно сончево време, ке има локална облачност со температурата до 32 степени Целзиусови. Супер акција во Миса Маркети. Десерт портокал рум 300 грама 39 денари. Петит бисквити 280 грама 15 денари. Бони десерт 34 денари. Пармезан форте 180 грама 169 денари. Топено сирење маестро 125 грама 39 денари. Свит дейс баклава 500 грама 129 денари. Бейк ролс 80 грама 29 денари. Паладин кашкавал 579 денари за килограм. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Ни предстои најтешката зима на енергетски план. Сите ќе треба да го стегнат ременот и да штедат струја. Граѓаните добија препораки, а државните институции задолженија од владата со цел да се намали потрошувачката на електрична енергија за 15%. За оние кои нема да ги почитуваат владините насоки, ќе следуваат казни. Мерките кои ги усвои владата се поделени во повеќе категории за поединци, компании или државни институции. Ке стапат на сила на 1 септември, а ке траат до 31 март 2023 година. Со препораки за домакинствата и компаниите и со конкретни задолженија и санкции за институциите, владата сака да достигне 15% намалување на потрошувачката на енергија. Владините мерки за намалување на потрошувачката на електрична и топлинска енергија доаѓаат како последица на прогнозите дека ќе преживееме една од најтешките зими на енергетски план, кажа на денешната пресконференција министерот за економија Крешник Бектеши. Со цел полесно да се справиме со периодот кој не очекува, за да имаме непречено снабдување со електрична енергија и нејзино ефикасно искористување и крајна цел секако пониски сметки за струја, Министерството за економија подготви план. Препораките, укажувањата и задолженијата се поделени во повеќе категории, пред се во зависност од тоа дали се работи за домаќинства, компании или простори на јавни објекти во собственост на државата. Да не се користи осветлување во јавните објекти во периодот кога има доволно дневна светлина. Во сезоната на ладење, температурата на климатизерите да биде до 27 степени, а во сезона на грејење не повисоко од 20 степени. Намалување на осветлувањето на улиците, патиштата, плоштадите на минимум. Печатење само на оние документи кои се потребни и онолку копии колку што се неопходни. Да се исклучуваат сите компјутери по завршување на работата. Ова се дел од задолженијата на институциите. Исклучувањето на декоративното осветлување на фасадите на сите објекти и културни споменици, намалување до минимален сигурносен обем на осветлување на улиците, плоштадите и другите објекти се препораки за локалните самоуправи. Целта која треба да се постигне е намалување на потрошувачка на енергија за 15% споредено со истиот месец од претходната година. Доколку не се постигне оваа цел, ќе следуваат согласно етичкиот кодекс, согласно сите уредби од страна на владата, одредени санкции за сите раководители на институциите предвидени со посебна одлука и посебен заклучок од страна на владата. За реализација на овие задолженија, сите институции на централно ниво и државните предпријатија треба да определат лица кои ќе се грижат за намалување на потрошувачката на енергија, кои ќе вршат контрола. Раководителите исто така секој месец задолжително да доставуваат извештаи до Генералниот секретаријат на владата за потрошувачката на енергија за претходниот и за споредбите со истиот месец од изминатата година. За домакинствата ќе има само препораки за намалување на потрошувачката на енергија кои ќе бидат објавени на веб страницата на Министерството. Овие задолженија ќе бидат на сила од 1 септември оваа до 31 март 2023 година. Основното јавно обвинителство во Охрид ќе ги истражува наводите за евентуални пропусти при регистрацијата на Сдруженијето Цар Борис III од Охрид. Обвинителството по допрен глас отворило предмет за да ги испита наводите за евентуални пропусти при регистрацијата на Сдруженијето на граѓани Цар Борис III. Издадена е наредба до Централниот регистар за обезбедување на целокупната документација поврзана со регистрацијата на наведеното здружение, информираат од обвинителството. Од мај годинава оформен е предмет и во основното јавно обвинителство Битола, кој се однесува на регистрацијата и функционирањето на културниот центар Иван Ванчо Михајлов, по поднесена кривична пријава од политичка партија. Постапувајќи по пријавата, надлежниот јавен обвинител издаде наредби за обезбедување докази до СВР Битола, како и барања за податоци од Централниот регистар и Министерството за правда. Активниот туризам се повеќе зема замав, расте интересот за кајакарење, планинарење, велосипедизам во Струшко. Главна атракција оваа сезона е веслање кајак од Охридско езеро преку реката Црндрим
до акумулацијата Глобочица. Туристите се воодушевени од ова несекојдневно патување по течението на Црн Дрим и недопрената убавина во местноста Дримкол под падините на Караорман. Расте интересот за активен туризам во Струшко. Надвор од конвенционалниот сонце и плажа се повеќе туристи се заинтересирани за кајакарење, планинарење, велосипедизам. Веслање кајак преку реката Црн Дрим до Глобочичко езеро оваа сезона е главна туристичка атракција во Струга. Љубителите на авантуризмот кајакарат низ живописната природа, запознавајќи се со духот и раскошот на најстарото езеро во Европа, клисурата на Дрим и потопеното село Глобочица. Ние им понудивме една малку поинаква авантура, каде што се среќаваат со недопрена природа, која што, како што спомнав, ни самите ние до пред извесен период не знаевме дека постојат практично во Струга, односно надвор од општина Струга према Дримколските села. Кајакарската авантура која е спој со природата, плени со импресии. Долга е 14 километри и трае 3 часа. Покрај странците, интерес има и кај домашните гости. Годинава претежнуваат нашите македонските туристи. Предпоставувам дека причината за тоа е нели она што им го понудивме како нешто неоткриено во Република Македонија, како нешто кое што можеме да го понудиме надвор од конвенционалниот туризам и оние, да кажам, изнајмување педалинки, кајаци и така натаму во езерото. Кајакарите раскажуваат приказната за свадбениот пат на Јагулата, потопеното село Глобочица за потребите на хидроелектраната, което од ден денес на 30 метри длабочина е подводен сведок за животот пред 1965 година. Охридските пчелари се ни ќарни зијан од медарењето. Килограм мед се продава по 600 денари наспроти економската цена на чинење која треба да е двојно повисока. Куповната моќ на повеќето граѓани не може да ја прати реалната цена на чинење на медот. Пчеларството станува се поскапа дејност, а приходите од мед се помали, реагираат охридските пчелари за моменталните состојби во оваа стопанска гранка. Реалната цена на медот со пресметаните трошоци на производот на чинење би требало да достигне од 1000 до 1200 денари, кажува Тони Јосифовски, председател на Сдруженијето на охридските пчелари. Додава дека пчеларите ја земаат во предвид куповната моќ на граѓаните и на пазарот медот го продаваат по 600 денари за килограм. Со тоа се ни ќар ни зијан во работењето. Имаме големи трошоци. Нафтата достигна негде таму 100-110 денари, пчеларниците значи се во планински подрачја. То кошта другите материјали, восокот, заштитните материјали за пчелите, значи се е покренато, да речам 50, 60 и 70%. И мора така да и пчеларите да живеат од нешто, да му се исплати маката трудот. Цената на килограм мед може би е прескапа. Некои луѓе не може да си ја дозволат, но секој ќе пресмета дали му треба таа здрава храна да ја користи во исхраната или не. Купувањето природен мед има здравствен бенефит за потрошувачот, вели Јосифовски. Читам по разни електронски медиуми, го споредват медот со нутела, го споредват медот, не знам, со некои други производи, со кутија цигари, со не знам што. Значи, тука медот не треба да се спореди со ништо. Медот е мед и треба да се користи како храна. И секој треба да се вразуми дека кошта. Здравата храна кошта. Тешко треба да се произведи и кошта. Значи, медот е не споредли со ништо. Не може да се спореди. Медот е мед и тука, мислам, колегиве, не треба да прават споредба со ништо. Производството на мед се намалува насекаде, трошоците растат и производот станува поскап. Во европските земји и соседството цената на медот е драстично зголемена. Во соседна Србија откупот на големо се движи од 7 до 15 евра, а кај нас на мало цената е двојно пониска заради нискиот стандард на граѓаните. Македонските пчелари не може да се пофалат со некоја заработувачка од работењето, што пак негативно влијае врз интересот за интензивно занимавање со пчеларство кај помладите во земјава. Од Центарот за јавно здравје од Охрид ги известуваат жителите кои одгледуваат пчели на подрачјето на општина Дебрца дека во среда на 17 август 2022 година ќе биде спроведена теристичка од земја дезинсекција за уништување на комарци.
Запрашувањето ќе се врши во периодот од 21 до 6 часот со апарат за ладно запрашување. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини во општината, подрачјето на реката Сатеска, локалитетите со застојани водени површини, урбаните населби и локалитети предвидени во планот и програмата. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат соодветните мерки за заштита на пчелите, потенцираат од Охридскиот центар за јавно здравје. Додаваат дека во случај на појава на неповолни временски услови, ветар или дожд, дезинсекцијата ќе се одложи за следниот поволен ден. Охридскиот Црвен крст потпиша договор за 3-годишна соработка со Фондот за природа Преспа Охрид Понт. Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени е новиот проект кој ќе го спроведува Охридскиот Црвен крст со поддршка на Фондот за природа Преспа Охрид Понт. Главна цел на проектот ќе биде зајакнување на капацитетите на паркот и подигнување на свеста на локалното население за адаптација кон климатските промени и заштита на загрозените растителни и животински видови и пештерски екосистеми. Планирани се меѓу другото научни истражувања на пештерите, Самотска дупка и Лескоечка пештера, како инвентаризација на сите пештери во Националниот парк Галичица, подготовка на видеоматеријали, флаери и научни публикации за промоција на подземните карстни форми во паркот, научни истражувања за загрозениот биодиверзитет, опремување на лабораторија во паркот, студиска посета за проектниот тим и представници од паркот на заштитеното подрачје Шкотскјансе јаме во Словенија за размена на искуства и позитивни практики, како и подготовка и опремување на 3 едукативни катчиња за едукација за заштита на животната средина. Проектот ќе се реализира во периодот од 2022 до 2024 година. Координатор на активностите ќе биде Црвен крст од Охрид, партнер истражувачкото друштво Урсус Пелеоса, корисник на проектните резултати покрај проектниот тим ќе биде и Националниот парк Галичица, како и млади луѓе кои гравитираат кон заштитеното подрачје. Утре во 12 часот во Прличевата одаја на Градската библиотека Григор Прличев ќе биде отворена самостојната изложба на канадскиот уметник со македонски корени Майкл Клос под наслов "Сликарството на патот на хуманоста". Изложбата се очекува да ја отвори и за творештвото на Клос да говори познатиот охридски уметник и филмски критичар Ѓоко Симјановски. Роден во Торонто, Клос дипломирал на Онтарио коледжот, една од најстарите институции за сликарство во Канада. Над 40 години Клос претежно во Канада работи на филм, ТВ и во театар како сценограф и уметнички директор, а понекогаш и како актер. Досега има реализирано околу 130 самостојни изложби во многу интернационални и национални галерии низ светот. На македонската турнеја ова лето, Клос своите уметнички дела ги представи во Свети Николе, а по Охрид ќе има изложба и во Куманово. Публиката делата на канадскиот уметник, изложени во библиотеката, ќе може да ги види и во четврток и петок во терминот од 9 до 15 часот. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Во северниот дел на Крим експлодирало складиште за муниција по информациите на управата на селото Мајское. Руското министерство за одбрана соопшти дека нема жртви во експлозијата. Предходно дошло до пожар во трафостаница на Крим на 20 километри од селото. Украина официјално не ја потврди, не ја негираше одговорноста за експлозиите кои се случија на Крим последните денови. Руските извештаи не прецизираат колку вкупно експлозии се случиле. Минатата недела серија експлозии во војната воздухопловна база во градот Новофедоривка на западниот брег на Крим се чини дека предизвикале голема штета, уништиле неколку руски воени авиони според комерцијалните сателитски снимки. Русија го нарече инцидентот несреќен случај. Хаос избувнал во продавница на IKEA во Шангај откако клиентите почнале да бегаат од властите кои се обидувале да ги стават во карантин. Здравствените власти се обиделе да ја затворат продавницата откако клиент бил во близок контакт со лице позитивно тестирано за COVID. На видеата се гледа како обезбедувањето во еден момент се обидува да ја затвори вратата, но толпата од другата страна насилно ја отвора и бега. Ненадејното затварање на продавницата на IKEA било наредено поради близок контакт
контакт на 6-годишно момче позитивно тестирано по враќање од патување во Тибет, изјави заменик директор на здравствената комисија во Шангај Жао Дандан. Оние кои биле во Икеа и околните области мора да бидат изолирани 2 дена, пошто ќе бидат следени 5 дена. Заклучувањето ширум Шангај предходно годинава доведе до широко распространети извештаи за недостиг на храна и лоши услови за живење во карантинските центри. 14-годишно момче се удавило во базен на хотел во Анталија. Името на жртвата не се соопштува, освен дека било со семејство во хотел во турско летувалиште во Анталија. Во хотел со 311 соби биле гости на свадба со неколку членови на исто семејство. Момчето се удавило во еден од 5 базени под се уште неразјаснети околности, а очевидци велат дека шанкер го забележало во водата и го извлекол на суво. На момчето му било укажана прва помош и вештачко дишење било пренесено во болница, но за жал починал. Семејството и сведоците тврдат дека на базенот немало спасувачи, иако бил 1 час од попладне, а спасувачите наводно биле на ручек. Хотелот ги негира овие наводи. Писателот Салман Ружди е буден и комуницира со истражителите, но ќе треба да остане хоспитализиран поради сериозни повреди по напад со нож во петокот во западен Њујорк. На 75 годишниот Ружди му беше извршена итна операција, откако маж го избоде неколку пати пред неговото закажано предавање во Њујорк. Познатиот автор бил свесен и можел да одговара на прашања на истражителите и не е јасно што им рекол Ружди на инспекторите по нападот кој го потресе книжевниот свет и најдена осуда од целиот свет. Салман најверојатно ќе го изгуби едното око, нервите во раката му се отсечени, а црниот дроб е пробиен и оштетен, изјавил неговиот адвокат. Осомничениот за нападот е идентификуван како 24 годишниот Хади Матар. Скокнал на сцената во Њујорк и се фрлил на писателот пошто го избодел неколку пати. Осомничениот бил задржан од толпата додека полицијата не го привела. Со вестите од светот го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Довидување.